Се наоѓаме на гласачкото место број 2917 во основното школо Петар Здравковски Пенко, заедно со председателот на комисијата Фатиме Јашари. Господја, кажете ми како се одвива изборите до сега? Па од сабајле до сега изборите доста регуларно се си оде. Бројот на гласачите е доста голем, 283 гласачи. Све уред, нема нешто нерегуларности на ова изборна единица. Дали се отворија на време гласачките кутии? На време све беше уред, нема нешто да се каже во врска со тоа. Кои се вашите очекувања од овие избори? Никакви, да ти кажам право. Зошто никакви? Па, за кого да гласаш? Ама ди граѓанско право. Но сепак гласате. Што ве натера, што ве мотивираше да гласате? Да ти кажам, ме мотивира тоа што мислам дека овие што ако победат двама роки биде подобро. Кој ќе биде подобро, ќе победи. Се надам дека овие избори ќе бидат фер и честни, според мен. Ја мислам дека оваа година чим се гласа мирно е, убаво се гласа, ја мислам ќе биде подобро. Што ве мотивираше вас да гласате? Па однака да биде за целиот народ да биде еднакво, не да се дела, да бидеме еднакви, сите. 30 години тонеме, па некој нека се најди паметен да оди напред. Нека доја друга власт да видиме тие какви могуćности ќе ни дадат. Па мислам дека бидат фер изборите, па кој дава некои поубави ова услови, мислам, за понатамошниот живот на граѓаните. А што ме мотивираше баш да гласате? Па тоа не е обавеза, граѓанска обавеза не е. Добар ден, господје Вилдане. Значи се наоѓаме во гласачкото место број 1820 под општина Чаир. Дали се отворија на време гласачките кутии? Време точно во 7 часа се отворија гласачките кутии, да. Кој ќе биде распоредот? Како ќе трае? Да, ќе трае до 19 часот. Значи, вие сте заменик председател на гласачкото место. Кажете ми како се одвиваше гласањето до сега? Гласањето до сега се одвиваше, све во ред беше, немаше никакви проблеми. Излезноста е добра. Колку гласачи имаше до сега? Околу 100 гласачи, да. Некои нерегуларности на гласачкото место? Се е во ред, све е регуларно, се одвива во ред. Господине, кои се вашите очекувања за овие председателски избори? Па чекаме подобра иднина за нашето семејство. Тоа е. Па за подобар живот и берите што викаат во животот. Се наоѓаме на гласачкото место број 2892 во основното школа Лирија во општина Чаир, заедно со председателот Фатиме и Биши. Здраво, кажете ми малце за гласањето и како се одвиваше до сега? Здраво, гласањето почна од 7 часот. До сега немаше никаков проблем, се беше окей и имаме гласачи околу 280 гласачи до сега, можам да кажувам, оти пред неколку 10 минути 250 и нешто. Во ова време има доста гласачи. Сега немам никаков голем проблем, се беше како што треба. Кои се вашите очекувања за овие председателски избори? Да биде нешто подобро, значи, за целата држава, да не бегаат младите надвор од државата, значи да има добра економија, добри примања и така. Подобро да биде. Мирно и то. Кој е подобар, нека победи. Ние ќе гласаме, зависи кој како заслужил. Што ве мотивираше вас да гласате оваа година? Па, како сите што гласат, ќе гласаме и ние, за да видиме подобар живот, подобар иднина. Па, мисля, че ние ќе биде подобро. Се надевам за поубаво време, поубаво раководство да има. Да мислат со добри глави, за сите добро да биде. И подобри услови да има за сите. За младите да биде подобро.